се што имав јас. Во ноќи пусти празни молев за нас. Пишано ни било вака да завршиме, но па го молам Бог, не оставај ме. По себе носиш болка, камен ти е срцето. Ни жал, ни малку совест не останало. Престана да љубиш, мене ме заборави. Исчезна ти без траг, ко да не постоиш. Ме остави, ме напушти, ме остави без збор, без да ми кажеш каде си. Ме остави, ме напушти, ме остави без збор, без да ми кажеш каде се скри. Без да ми кажеш каде се скри. Шубо песниче, еј, замерак. Фала, брат. Извини што не станав малце сум брзан Нема со игра, микрофоните. Шо има Ветзвер? Добро е, брат. Теран, малце битола, малце на Ти на свирки. релација си цело време, човече. Релација македонски брод битола. По. Башка директор. Не можеш да дојдеш битола и речиш тука ќе седам сега. Нема. Можем ако сакам, ама не сум таков. А знаеш, тоа е битол си, ако сакам се можам, ама... Преако. Еј, Жаре, брат. Сите те знаат сега како Жаре од инструментал. Од инструмент, да. Јас те знам како Жаре од идол. Точно. Цимеро. Цимеро твој. И ова кошулчето Окладов не е твоето, ама ова ме берито, твоето ми е многу мало. Слично. Ама слично е, со плаво беше токарирано. Да. За тие што не знаат, на Идол кој бевме на времето, имаше аудиции, рекоа дека ќе има 3 аудиции уствари, а уствари спадна 4 во Охрид и на крај моравме менваме алишто за да имаме што да клајме. Ако не си смениш што цимерите. Пошто иначе ќе бевме вустите ванелчиња што викаме. Да, имавме само за 3. За само 3 аудиции имавме имавме. и толку. Да, и на крај ни рекоа нешто, барајте си сменавме, што ќе правиме. Преако. Ама ни остана некако како спомен, јас си ја отепав носењето кошулата, значи ја отепав, дур ми чинеше, сега сум зголемен баги, ама... Па и твојата мајца, да ти кажам, некаде пред до пред 5-6 години ја носи. Негде се користи за џамо и бришење. Да. Преако. Супер, брат, многу, пошто го спомна прво Идолот, многу беше на... Аз сакав баш да направиме мобети за тоа. Беше многу добра организација, знаеш и ти, нели? Одлично, да. Феноменална, мислам, организација на Идолот и луѓето кои што беа таму и тогашната А1 телевизија, нели, знаеш, пред да се распадне беше токму тогаш Идолот и од тоа остана еден трак, така да гледаш и самиот дека еве и ти, јас и уште многу луѓе кои што беме на тој Идол. Денеска сме, мислам, пеачи и се занимаваме со музика, поголемиот дел, така да кога ќе се потсетам на Идолот, да ти кажам дека искрено ми е чеф што се деси, ми е многу чеф што бев пријавен на таа збориме манифестација и беше, не знам, феноменално нешто. Да ти кажам искрено и заслужуваше да бидиш и многу потаму ти, ама нема врска, тоа е веќе друга политика е таа. Нема потреба да правиме муавет воопшто, ама дека беше организација, беше дефинитивно огромна организација и многу луѓе бевме, колку имаше пријавени. Народ надвор, што е ова, бе рекол, ова од 8 сато, во 5 поручекта пеев јас. Цел ден го капавме таму. Памтиш дека кога беа тие не скроз, значи не на почетокот, не првите, подоснежните што беа аудиции во Охрид, нели беа 4 или 5 беа, не се сеќавам точно. Тие беа тие што мислевме 3 дека се 4 што спадна. Така, 4 или 5 беа и памтам дека јас пеев во 3 сатот утрото, фактички, значи цела вечер преседовме. Ти во еден, јас во 3 памтам, и кога влегов внатре, баш ми каже, ајде, дете, уште
ти значи во последните си дај кажи испеј нешто што да испеј да бегаме што е како е. Мислам стварно имаше премногу луѓе и ради тоа беше така. И едноставно сигурно значи знаеш и ти памтиш дека сакаа да го излечат максимумот од нас да видат колку можеме да издржиме под притисок. Да. Мислам дека ради тоа беше поголемиот дел беше така. Да, беше цело време дур бевме Охрид, имаше притисок нон-стоп за да видат кој ќе попушти на притисокот, кој ќе издржи. И многу попуштија, така? Имаше пеачишта, човече, ја се сеќам и дечиња имаше помлади некои 14-15 години, што не можеа без мама да издржат и без тато и заминаа пример пеа корнеа, значи да пеат да откорнуваат, ама ете, тоа е брат. Види, многу битен момент е тој од ова наша професија уствари. Тој притисок ако не знаеш да го особено како тие што планираа пример продукција со ова, со она, со настани, со чуда. Да. Тоаш мора да си спремен под притисок, иначе и што не прави. Ќе попуштиш. Ќе попуштиш, брат. Еве сега гледам јас во менталната што ми е сега во моментот мене ситуација со инструментал бенд, гледам дека навистина вредело тоа. Свирка за свирка секој ден, свирка за свирка. И ако не си подготвен на тоа, реално тешко дека ќе го издржиш притисокот. Значи човек што нема пробано, што не знае како е под притисок, ако подзарипни вака како ти што си подзарипнат, да слушаш како ќе биде преплашен и нема да може следната свирка да истера. Ти тераш веќе колку ова недела? Па еве ова е денеска ќе ни биде 7 поред. Машала. 7 поред имам уште 5, значи некаде 12 ќе бидат поред, ден за ден збориме. И после малце пауза, па 2-3 дена пауза и после за викенди, петок, сабота, недела пак. Почнуваме однова. Тоа е тоа. И знаеш, ако не си спремен психички и физички, ама пред се психички, то не си издржува, брат. Лесно е кога ќе речат луѓето шубо си пејте, аве си земате пари, си зејте. Да, си пејте, ама ела пробај. Да, ела пробај си една свадба, пример, да тргнеш од таму од 7 сато да речиме и до терај до 1 сато онаму и баш кога не зборам цел ден ако треба невести и ова она зето и чуда и ќе правиме муавет, не е проблем. Знаеш што е проблемот во тој момент, посебно кај мене, јас сум од друг град, нели? 50% некаде од свадбите ни се тука во Битола, останатите 50% од свадбите од свирките што ги имаме, пошто свириме нели клубски свирки, дискотеки покрај тоа што свириме свадби, ни се настрана од Битола. Работата кај мене што треба да возам. Значи цело време возам. 100 километри во еден правец ми е до Битола и уште 100 километри назад, тоа се 200 километри. Тоа многу убав правец таму, го слезиш од Брод, па после Злидол наваму на кај Демир Кисар, многу убав правец. Јас идам преку Прилеп. Да? Да. Многу ми е поблиску. Поблиску е? Немам не е многу, ама да ти кажам искрено, немам во Брод дојдено. Многу пати сме правеле, се увале за свирки за ова зона, не се погодвало нешто и немам дојдено, ама имам дојдено до селата во близина од Кичево, го Гетернич од таа страна. Нешто со снимања некој што сум имал, ама дојдено во Брод немам да се. Еве сега те канам официјално да повелиш во македонски Брод. Ќе ти дојдам да ти нешто со Домот на културата да направиме некоја активност заедно со тебе. Може да направиме, може. Да. Се сложувам. Јас да ти кажам имам некои песничина сега што планирам да ги се надевам дека ќе решам годинава. Па после тоа планирам и да договорам некој настанче, па можда можеме да направиме нешто. Сигурно не може да знаеш. Да. Мислам со професионалец како тебе сигурно ги испадни феноменално. Нешто ќе испадне, што ќе испадне ќе видиме. Да. Кажи ми сега, пошто спомнавме Домо, директор си од неодамна, што знам, претходно беше на бе во гимназијата, Прво бе професор, значи по музичко. Да, бе професор по музичко долго време, значи 9 години. Во гимназијата во Глобала беше феноменално. Значи имаме деца, македонски Брод, знаеме колку е мало место. Али добро е што последните години тука некаде се држиме, се повеќе и повеќе деца имавме и ми е мило што како децата да остануваат во родниот крај, затоа што му е тука се. Така е. Тука му е се и имавме и имаме доволно уште кадар и потенцијал и струки за да ги задржиме децата да бидат тука. Имавме угостителско-туристичка струка, машинска струка и гимназија. И како идеше низ текот на последните 5 години се повеќе и повеќе дечиња имавме, што ми е мило. Значи до некој степен се уште збориме, значи обстојуват гимназијата
И стварно, мислам, кадрот е феноменален и децата може многу да научат. Не збориме за деца што сакаат музичко да учат, имаат талент музичко, имаат талент ликовно, имаат талент за медицина, некој сака да учи во ред. Нема медицина во Брод, појди прилеп Битола, кај да е во ред. Меѓутоа, збориме за деца кои што се уште не знаат, а да заминат од Брод, а истата струка или слична ја има во нашето училиште. Мислам дека нема потреба, да. Греота. И како што кажат, еве више 6-7 месеци сум во Домот на културата и мислам, знаеш дека ми е од струката, јас сум магистар по музички науки и организираме настани и со битолчани соработуваме. Некни беа Европа или смрт драмата од Кумбата од Битола. Беше тралала, знаеш, детскиот фестивал исто во Македонски Брод. Сега на есен ние организираме наш фестивал кој што го враќаме назад после цели 29 години. Се вика Распеано Бродче. И тоа е детски фестивал, че има некаде од 15 до 20 детски песнички. Само што направивме неколку аудиции во Македонски Брод на децата и мислам дека има феноменален потенцијал за дечките да пеат. Шуго. Котето колку песни ќе направи? Ќе видим. Зависи колку пари ќе бара. Зависи, да. Сигурен сум дека ќе има убави песничиња направено или ако ништо друго снимено барем. Да, сигурно. Кажи ми, со инструментална првата песна е ваша. Колку песни имате снимено до сега? Имаме повеќе од 10 песни, тој на концертот, нели лани имавме концерт по повод 20 години од постоењето на инструментал бенд на музичката сцена. Таму ги испеавме сите наши песни и ги испеавме оние песни кои што ги имаме преработено кавери. Некаде околу 10-11 песни имаме наши. Снимени авторски, ова сега што ја чувме се вика Ме остави. И текстот и мелодијата се мој и на мојот кум го знаеш, Битола учеше музичко, Игор Ефремовски. Игорче, Игорче го немам видено со години. Супер, да ти кажем, кум ми е и сме многу сега и мислам и сега сме врзани. Фамилиарно сме веќе врзани. Тој си свири со бенд, јас си свирам со бенд, малце сме подалеку, мислам дека сега тука треба да се пресели во Битола, куќа има и така да сакам да кажам дека во бендот се прават се уште, значи работиме на авторски песни. И тој концерт што ни беше на Хераклеа лани, каде што имаше повеќе од 2500 луѓе, му благодарам на сите што беа. Се сеќавам на снимки. На сите што беа тука, беше на еден феноменален спектакл, можам да кажам. И добро е што публиката, затоа што нас публиката многу на свирки не знае дека пееме песни од други изведувачи, меѓутоа ова беше концертот токму наши песни, ние што ги имаме авторски и многу добро беа прифатени од самата публика и баш ми е мило што толку имаше позитивни реакции, позитивни коментари за тој концерт. Супер, да ти кажам право, ги свирите вака на свирчиња некојаш? Да, си вметнувате по некоја? Некој да. Од јас ги заборавам, затоа прашувам стално, пример, ќе се залета свирката, јас ќе почнам нешто, ужурка, и на крајот ќе ми текни. Јаве, требаше. Не ја засвири мојата. И си заборај, фреш. Некогаш да, некогаш значи ги правиме, зависи кој е моментот и дали е моментот за да ја свириме таа песна, затоа што имаме од балади до брзи песни. Ако се вклопва во приказната. Кажи ми сега што ќе свириме друго нешто, што сакаш да испееме? Хајде, може нешто од Тоше. Може, без него реално нема смисла емисија да помини без него. Знаеш ти дека нели кога бевме средна школа, пошто се погодивме нели заедно, јас сум малце постар некоја. Постар си, да, некоја година. Меѓутоа знаеш дека нели Тоше не беше репер и не беше идол, еден правец кај да одиме. Да. Така да знаеш, многу луѓе викаат денеска гласот ти е како Тоше, зошто го имитираш Тоше, меѓутоа не е тоа емитирање, нели и на Владко Лозановски му вика прано, исти си како Тоше. Ние учевме од Тоше. Така е. Тие фрази, тие финеси. И ради тоа мислам дека е токму, знаеш, личиме на Тоше. Ама брат, значи луѓето не се свесни дека ти текот на животот тој што го слушаш најмногу
на него несвесно ќе звучиш на него, пошто учењето оди на таков принцип. Не можеш ти од нигде никаде твој тип на финта да направиш во пеењето, да ја измислиш од никаде. Негде треба да го чуеш нешто, да го попримиш малце, па после тоа можеш да ќе изградиш ти твој, сигурно ќе изградиш твој стил, ама нали ќе има малце на тој што ти бил идол. Да. Така што Тоа е многу добро сега што го кажува, точно, значи во право си. Мислам дека еден музичар за да биде комплетен, без разлика дали е пејач или е свирач, мора да е наслушан музика. така е. Да. И Така е. тоа што го слушаш, тоа го применуваш и на свирки. Така е. Јас, например, кога почнав со инструментал бенд, морам да го кажам, јас пеев претходно забавна музика, никогаш не пеев народна музика. Знам, се сеќавам. Знаеш. Ко видов дека ти почнуваш, си викам, чекај, луѓето свадби свират, што му текна на човекот. Знаеш како мора да се носиш со се и баш во таа музика, значи се обидувам да бидам ова реално ми помогна претходно што го имав, значи забавното пеење, правото пеење, школото што го учев мене или ние, така да мислам дека многу добро може да се снајдеш и во тоа народно пеење. Не треба многу трили, не треба многу украси. Право, македонски, чисто. Така. Тоа е тоа. Тоа сакам да го речам пред да продолжиме. Многу луѓе, особено во народната музика, се надевам се нема ми замерат и да ми замерат никому ништо, вистината е таа. Многу луѓе претерват со украси и со додавање, знаеш, ќе се заслушат поќе српска или босанска музика или не знам бугарска или што и да е, и ќе фатат некој трилер што му е убав, и после тоа во сите песни тоа е трилерот, дали била македонска, дали била стилот на македонските песни, трилерот на македонски е многу поинаков од другите и стилски многу почисто треба ги пееме македонските, отколку многу порамно се пеат. Пример, не знам, Бадев пушти го. Кај Бадев нема отпоке трилер ни еден. Без разлика колку ти можеш да го направиш тој трилер. Се си е како што треба, кога ќе опуштиш милина вака, да си плива вокалот. Мислам, знаеш како јас и да сакам да го направам тој трилер, прво не знам, веќе бидам искрен, не знам, пошто не сум доволно наслушан таква музика, за да го направам трилерот на некое место во песната, например. Не сум доволно наслушан и не знам како. Реално, например, трилерите од Шабан, јас можам Шабан на свирка кој ми го побараат да го испеам, и тоа тие трилери од Шабана никогаш не можам да ги направам. Затоа што прво не сум наслушан, не знам како, не знам. И поарно ми е да си го пеам чисто. Ти може да, ако ги пробаш, ако го вежбаш нештото, може да ќе го направиш, ама не е то поентата, нема бидиш ти. На крајот на денот ти го изведуваш сега и треба да звучи како ти што звучиш. Така си. Дај се од тоа што ќе направиме. Ајде. Наманиме. Ајде да ги изненадиме со нешто, еден гемол. Еден гемол. Po tebe, po tebe. Најтешката амана, жими очи. Не знам зошто ова песна кога ќе треба, мислам, кога ќе ми дојде да пеам на свирка, и обично си тргнувам некој тоналитет што ми е понафатен на моментот,
заборавам дека уствари ми е една од понапорните песни за пеење. Значи, Тоше има многу потешки песни, да речам, како Висина или како, не знам, како Распон. Ама ова е сконцентрирана во некој предел негде таму, кај што мене ми е тешко. Така, горе. И да, и не е скроз високо, ама тука е негде на прелазот на тие висините. Цело време е горе. И цело време е таму. И брат, дур заврши песната, од кај некојаш од емол ја свирам, ќе ја спуштам од емол ако сум преморен и па се уморвам. Значи ми е, не знам, напорна ми е скроз за... Знаеш која е слична на ова, што е тука исто диапазон, меѓутоа има малце и горе и долу. Ај уште едно гемол. Ајде, гемол. Та има очи, кои ми зна тајните, сите победи и сите порази. Та има раце, кои кријат цели светови, и би умрел ја за тие преградки. И би умрел ја за тие преградки. Боже, не ми треба ништо друго, дур сум жив под ова небо, топла постела и очи што ги знам. Боже, ангели од небо прати, да нема да се врати, чува ја од зло, да нема никој свој. О, нема никој свој. Боже, чувај ја од зло. Ја направи песната, ама многу песни. Топ си топ. Една од омилените ми е ова. Не замерва да е лабаво се вика Лабаво е, емисијата, лайф, не е лайф. џабе. Има многу песни од Тоше, врати. Секоја емисија иди некој, сите сакат од Тоше да пеат. Има и зошто сакат да пеат од Тоше. И никогаш не ми пречи без разлика и 200 пати да испеа на песната. Ми е мерак, заради тоа што порастени сме со него. И треба да останува македонската музика. Мислам, има во тие години дури функционираше, направи толку многу, што можеме буквално секоја емисија по 3 песни да пееме и да не се здосадат. Да. Имаше многу голем удел во... Ако ништо друго, во нашите генерации имаше огромен удел. Така. Тошката. Реално, јас никогаш лично не го запознав, за жал. Јас исто. Лично не. Меѓутоа во живо на концерт му имам поедено. Јас и тоа го немам направено. Јас еднаш го видов само на Широксо как помина, имаше вака беше народ, тоа беше дел од секунда, а јас не сум човек што ќе се пика, што ќе се турка многу и не успеав на концерт да одам и ко почина реков и ќе купам овие последните албуми, барем ќе ги купам и ми ги дојсе комшивката поклон. Ето. И на крај испадна ни албум немам купен. Да. Добро. Сите ми се поклон даени. А ни беше реално ни беше пример репер и идол, како што кажав. И ми е мака што не го запознав лично. Крушево имам школски другари кои што го знае лично и многу бил окей човек и гледавме, знаевме каков човек беше и жално е тоа што се случи. Меѓутоа, знаете, имаше еден период, нели, и Тоше, кога почнуваше одредена група на луѓе го сака, одредена не го сака. Така беше? Така е. И јас бев секогаш во оние што го почитуваше. И секогаш му се дивев кога ќе го слушав во живо на концерт, како ги изведуваат песните и какви фрази прави. Баш си викав од каде овие фрази човекот ги прави, кога песната е таква и таква, меѓутоа тој на лајв сите нели концерти додаваше некои многу интересни максимум, да. Фрази и после сватив дека многу наслушан музика. Знаеше многу пати дури да избега од интонацијата, онака од што даваше максимум, да замени не да паѓа од интонација, него би повисок од што го даваше она буквално цела енергија од телото, што е нормално, примерно, надпревар, то не се зема за грешка, ако си повисок со интонација, од возбуда иди, ама прв пат, например, на телевизија ги гледав концертите и прв пат видов човек да е топило направен и да се преслеква онака насред концерт и буквално да дава цела енергија што има и да му се возвраќа цела енергија назад. Тоа беше стварно... Тоа е многу битно за еден настап. Да. Многу е битно, значи ако јас како пејач или тие знаеш, пошто си исто искусен доволно, ако не ја дајме она енергија кој што сакаме ние да ја имаме, тоаш нема да имаме.
Така е. Значи ти даваш максимум и самата публика ти дава Ти фидбек. враќа. Да. Така е. И мене ми е многу мило што јас како пејач влегов во еден комплетен бенд, реално инструментал бенд е врв според мене можеби ќе звучи арогантно што ќе кажам и тоа е еден од најдобрите бендови во Македонија за мене, без разлика што сум јас сега тука и кога не бев јас Така во е, бендот така беше си. инструментал за мене репер. Така си. Го слушав во Македонски брод кога настапува редовно во клуб Доминус и му се дивев и викав секогаш браво за бендот и испадна на крај по некоја случајно свирија во Македонски брод и јас случајно излегов таа вечер, не ни знаев дека тие барале пејач, зашто тогаш со стариот пејач нормално имал некои други обврски, морал да замени од бендот, не знаев дека барале пејач и Котето пак ќе го спомниме, беше тој кој што фактички ме виде таа вечер тука дека бев. Главниот фактор. И јарно што излегов таа вечер и викаат Жаре, добар пејач, дај да го пробаме. Знаеш, ми направи една мала шема. Ајде да го пробаме, да видиме на аудиција, дали ќе помини. Ако тото ме знаеше како така. Дали ќе видиме на аудиција, имаме многу ми вика кандидати. Кога дојдов на аудиција бев сам. Сам беше ми нормално. Нормално. 20 години имат поминато, брат. Ти 20 години реално ако не си во најдобрите, треба да не свириш. Така. Стварно се години во прашање и алалда му е што цело средно си тераја со свирки буквално. И еве сега моментално терате и концерти правите и настани, и настапи, и свадби, све буквално. Матурите сите. Се, да, матурите сега не се вика дека крало на матурантите, ама и вие машала сите матури крало на матурските вечери. Скроз. Кажи ми, Звер, матурите се стварно посебно онакво доживување, пошто децата се сите дојдени за да си поминат убо. Да. Не е како свирка во клуб, да речиш, има излезени што се расположени, има нерасположени, некои ќе се расположат, некои нема. Овде се сите дојдени да си поминат лудница. Дали ви се случува уствари посебна енергија како да си на концерт кој сте на матура? Тоа ме интересира. Јас знам што ви се случува, ама чисто вака за луѓето што не знаат. Секогаш. Еве последниве 2-3 години, последниве 3 години, буквално, инструментал бенд, можам да кажам дека скоро, не сите, меѓутоа скоро сите матури во Битола ги свири. Не само во Битола, и во други градови. Како почнавме во сезона во Кичево, прво почнавме Мирко Милески, после продолжиме со Економско Битола, па Долната Битола гимназија, па Медицинско беа вчера, и денеска сме на Техничко. Така да скоро, затоа викам скоро сите матури ги свириме. Енергијата е точно, значи посебна. Знаеш зошто? Кога си на обична свирка, она што го кажаме преска. Сакаш нели да го даеш максимумот за да имаш фидбек. Ако не го даеш, нема никој збориме ни да игра. Така. А овие се дојдени матурантите за да си поминат вечерта супер. И само со еден збор матуранти сите на подиумот. И сите се на подиумот. Матуранти пред бендот раце горе, сите раце горе, ме разбираш? Преако. И едноставно атмосферата и тебе те влечи за да бидеш уште подобар. Има многу видеа, имаме и ние стајано од инструментал бенд. Ги пратиме Да, и можете таму да видите дека е стварно атмосферата на ниво и ми е баш мило што имаме и позитивни критики после секоја матура, не само од професорите, од матурантите, значи од сите. И ми е мило што неколку години, ти викам, континуирано во Битола ги свири матурите. Не дека во иднина, знаеш, како знаеш и ти сигурно, ние сме веќе, како што кажа, 20 години, значи на музичката сцена. Ќе дојдат нови дечки. Ние тоа го знаеме. Тоа секако. Ќе дојдат нови дечки. Матурантите што неизбежно. идат во иднина, така ќе ги сакаат новите дечки. Меѓутоа сега во моментот можам да кажам инструментал бенд е на висок пиедестал. Добро, види вака са. Тие може ги сакат новите дечки, ама тие што се сега матуранти ќе треба свадби да прават. И тука се оправа. Тука е работата. Тоа е паметно, знаеш, паметно е тоа. Тука е работата. После 3-4 години, 5, 6, 10, Така е. Како сакаш сврти, еднаш ќе дојди дено. Да. И кој треба се бира бенд ќе речат чекај, ние си поминавме лудница на матура. Дај да видиме. Што ти се свири поќе последно? Ти се оди во клуб негде или ти се прави некоја ваква приватна
забава? Знаеш како ние, ако ме прашаш мене лично, точно е дека на тие приватни забави ти си во центарот на вниманието. Меѓутоа имало и некои клубски свирки по дискотеки каде што мораш, значи она ти го кажа, мораш да го направиш нештото за да бидеш повторно во центарот. Значи мора да ги крениш некако луѓето. Така е. Значи дали мене денеска ми е дојдено до пеење или не, тоа не ги интересира другите. Така. Ти едноставно си ја тераш, значи она работата и сакаш да бидеш да го даеш најшореј максимумот од себе. Ти утре ако не го даеш максимум без разлика на каква и да е свирка, нема да те викнат. Така е. Тоа е целта. А инаку бендот, како бенд, реално сите имаме различни мислења од човек до човек, меѓутоа затоа и функционират бендот. За ова токму што ме праша на кој му е помило што да свири ти каде, имаме различни мислења. Меѓутоа во глобала одлучуваме дека ќе свириме и тоа. Реално сега последнава година имаме овој период што е на свадби, ни е зафатен фул со свадби. После кога прекинуваа, знаеш, свадбите на ноември, више почнуваат клубските свирки. До март-април, до Великден, знаеш, сезоната, до Великден, петок, сабота, неделя клубски, после Великден и ово наново свадби. Сега да ти кажам дека во бендот кај нас, заради тоа според мене инструментал бенд долго време постои, мнозинството одлучуваат. Многу е битно нешто ово. Се смениле повеќе членови на инструментал бенд, од тој првиот состав што го знаеш ти кога имале проба. Така. Јас сум 2017 јануари дојдов, значи од 2017 сум досега во инструментал. Никола е, мислам, 2012 дојден гитариста, претходно има друг гитариста тие, да. Само Михајло и Александар се од старата постава. Се од старата постава. Диме, знаеш, беше нели тапанар, Диме пред 2022, мислам, ако или 2021 замина во Данска, нели? Дојде на негово место Кире и Горан исто дојде тука 2021 година. Да, со нас тие двајца фактички ги викаме, знаеме да се нашалиме, ги викаме основачите. Котески и Мичо. Тие се тие. Да, меѓутоа друго се да кажам дека самото мнозинство во бендот кога ќе одлучи, без разлика дали јас сакам нешто ова да биде, ако збориме сите во бендот го нечат, пример 5 души го нечат, јас го сакам, пример нема да биде така. И готово. Самото мнозинство го одлучи дека нема да биде. И јас си го прифаќам таквото нешто. Тоа е тоа, тоа е најбитно. Тоа е најбитно. Да. Знаеш, обично групите ги растура его. Да. Дали ќе би то на изведувач, на не знам, на солист, на некој од бендот што се осеќа позапоставен во позадина, небитно, обично егото е тоа што ги растура бендоите. Кој ќе нема его, кој ќе се работи како што треба, знаеш, професионално вака правиме, готово. Тогаш нормално дека ќе функционира работата, пошто знаеш како нема пример, ние сега се местиме на свирка, така Мичо е задолжен за местење. Го мести еден саунд. Излегува напред кога е полно луѓе да види дали е се окей. Нема попуштање глас, нема попуштање саксофон, нема попуштање ништо. Еден левел и тоа е. Шо ако поедам јас ми текни врп, нашата миксета е нели дигитална, нема потенциометри, се преку таблет. И Мичо е тој кој што го командан, меѓутоа ако јас, другиот, третиот се попуштиме, напред ќе биде тоа редовно се случва кај бендојта, ти кажам право. Ќе слушниш саксофоно сега, една гласност после ќе си сврти тој на онаквото тука тен, ќе си попушти, ќе го акни и го гуши цел миксер. Тоа сакам да го кажам, многу ни се поделени работите во бендот. Пример, Никола свирки, организација за свирки, свадби, песни за танц, едно друго, Никола е организатор. Facebook, Instagram, промоции, јас. Мичо е за саундски снимање песни, едно друго, значи некои си такви работи, нас свирка, значи да не намести левел, едно друго. Котески исто така, значи снима песни, матрици спушта, става во тоа СПД-то, значи мозок, така да сите скоро во бендот си имаме
одредена работа и токму и за концертот наш на 20 години што ни беше, работата, па можем да кажем 90% ја направивме ние. Цела работа. Оти ако му ја дадевме на некој друг што не познава, така. Немаше да ни ја направи исто како што така сакаме. Така. Од видеобим, се што врти назад на тој видеобим, од по клик сите песни ни беа по клик, значи средени секој што треба. Сето тоа го работевме ние. Од организација, од флаери, постери, промоција Инстаграм, Фейс, се ние. Сум бил на тој пат, да ти кажам право. Знам. И то сум бил сам на тој пат. Знам. Вие барем бенд сте. Знам. Душа ми има излезено. Кој излегов на концерт исто во Хераклеја, од 20 зборав камоли да пеам. Не можев душа да соберам, оти така некако бев в Скопје тој период и се вратив последните 2-3 дена пред концерт, нити плакат изваен, нити флаер, нити ова, нити на крај, ајде тие 3 дена све од не знам, од проби организира, од ова, од она. И реков уште еднаш, следен пат си најдам некој барем, ако ништо друго, еден човек што ме знае и што ќе му кажам што сакам и што ќе почни да ги брка работите, оти не може брат, сам не се постигнува таква работа. И кога сме веќе ке Хераклеја, сам да те прашам, какво беше чувството, пошто навикнати сме обично да пееме над луѓето, какво беше чувството нагоре да пееш, ме интересира. Мене беше многу интересен момент. Јас бев на земја скрос, не знам вие дали имавте бина или не. Не, и на ние земја бев. на земја, да. Какво ти беше чувството да пееш нагоре кон луѓето? Гледаш, не ми текнало никогаш на тоа, сега вака прв пат ми текна, ти ми кажа. Убаво, значи многу беше интересно што реално ние како бенд, ако се 20 години, не очекувавме толку многу народ, Хераклеја беше преполна. Кога видовме што е кај, како е, сепак не беше спремно на се. Меѓутоа кога ги гледаш тие, што викаш ти, горе, 2.500 луѓе, едноставно чувството беше, не знам, феноменално и неописливо, можам да кажам, прв пат во животот го доживувам тоа. Иако имаме свирено на концерти како предгрупи на повеќе балкански, светски збори звезди. Имате, да. Еднаш сме имали во Борис Трајковски дури околу 10.000 луѓе пред нас. Да. Али ова, затоа што твој концерт го правиш, твои песни, поинаку. твои авторски песни и многу поголема одговорност чувствуваш, меѓутоа тогаш не знам, бевне сите сме така некој карактер опуштени. Го знаеме, нештото значи го знаеме, навежбано е, по клик, свирено, пробано, така да сакам да кажам влезено е више во Така е. Во шемата влезени сме Така више. Моториката си работи се, нема мрдање. Да. Дај са мани уште едно песниче за крај. Ајде. Што сакаш да направиме како за пријатно и да одиш што ти ќе треба матура да ќе ти почне уште малку. Уште малку. Да ти кажам, имаме интересно со ова песна што ќе испееме. Немам пеено досега. Работата е што во недела имаме прослава свадбена во Тетово. Ние побарава песната. И ја научивме како што ти кажав песната. И сега чисто сакам да ја испеам. Уште не ја испеам. Пробај си се. Да. Од кај сакаш да направиме? Ајде, еден Емол. Емол? Ој, девојче, девојче, ти тетовско јаболче. Ој, девојче, девојче, ти тетовско јаболче. Покажи танката снага, сакам да ја видам јас. Покажи танката снага, сакам да ја видам јас. Оле момче бре будало, убаво јабанџиче. Море момче бре будало, убаво јабанџиче. Градина танка топола, зарем не си видел ти? Градина танка топола, зарем не си видел ти?
малце негде нешто имам пак, ама Топ си беше, топ. шубо си легна и Топ си многу беше песни. се. Ја немам слушна за Тоше која пееше на времето. Да ти кажам и јас. Едно време беше хит тој период и ја свиреа сите ваму таму по свирки и јас нема некое време. Шубо ме врати. Па и јас да ти кажам, име ме врати сега во недела ќе му кажам на зетот браво. Браво за песната. Треба да му влезиме малце на тие некои постари шо беа од на времето. И пошто сега има некој тренд на враќање на тие старите песни, да привратиме уште некоја, пошто многу убава музика имаме уствари македонска стара. Имаме, да ти кажам. Ние исто почнаме еден проект, заборев преска да ти кажам, на враќање на таа стара музика, како што кажа ти, снимивме песна за Христо Узунов. Во тој контекст имавме и спот снимено за неа, Даредете го снимаше спотот и испадна феноменално и добро помина на Браво, се YouTube сеќавам, да, се публиката. сеќавам дека ја клававте едно време Да, по сториња да, по да, супер Убаво помина. песниче, браво. Браво. Брат, имаме уште многу ние за муавет, ама Еден ми е куп. шубе да не те закаснам на Нема, матура да не те закаснам. Ќе си направиме пак. Да оставиме нешто и за другиот пат малце муавет, таман може ќе дојдеш тоаш посвеш малце, ќе можеме и поќе да испееме. Може Да, ќе викнем уште некој од екипата вака да ни направи муавет, ти постелиме вака овде. Контра Може. сите ќе постелиме, не е проблем. Знаеш, може добра ти идеја, следниот пат, епизода број 2, ќе правиме увет, не знам дали памтиш, јас и ти едно време свиревме заедно, неколку свири. Свиревме, да. Ќе правиме следниот пат за Неколку тоа. пати. Бо, леле, кај ме врати. Да. Се имам забораено, човече. Да, Толку да. многу работи се случват, што заборавам со колку луѓе уствари имам свирено и јас. Так. Бо, преако. Звер, фала ти што ми дојде, са и јас ќе Фала ти, подстанам. брат. Фала ти на поканата, супер беше, на Опа, вистина шума. беше лабаво. То ми е мерак, брат, затоа правиме емисијата, за да се осеќат сите лабаво и да дојдат и да си направиме лабаво муавет без стегање и без предрасуди и да си испромовираме што си имаме нашо, имаме многу. Така. И мило ми е што си функционираш во брод и што го правиш брод да биде активен буквално на поќе полиња. Исто како што јас си се вратив во Битола и си прам тука да функционира нештото. Така. И се надам дека ќе се дружиме почесто понатаму. Ќе се дружиме, брат, фала ти на поканата, навистина ми беше чест и те гледам и те пратам тоа што го работиш, супер си, продолжи така и Фала ти. и многу е добра. Гледам дека и емисијата и сите различни што и клаваш ти се многу супер. Браво. Значи исто како што јас правам за македонски род, така ти правиш многу за Битола. Дај Треба да го Боже. има на ум тоа сите. Дај Боже, брат, дај Боже и да продолжиме да си правиме стално. И фала ти што ни дојде. И фала ви дечки и вас што ни дојдовте. Се надевам дека ви беше убаво, дека ве олабајвме и ако сакате да продолжите и слушате, матурите најте кај се во Битола, палете колата, малце редици со колите се гужви се прај горе, пошто слегват матурантите, ама не е страшно. Ќе попешачите малце, ќе остајте потаму, ќе послушате. Толку од нас за денес, поздрав и имајте убав ден.